Здраво на сите! Каков избор направивте денеска? Како се чувствувате? Се чувствувате добро, уморно, поспано, енергетски? Како се чувствувате? Ето, зависи од тоа каков избор сте направиле дека ќе се чувствувате денеска. Затоа што и да се случува во околината, ние имаме избор дали да реагираме или нема да реагираме. Тоа исто има и некаква врска со денешната тема. Денешната тема е креативност. Колку сме ние луѓето всушност креативни? Затоа што преку нашата креативност ние ја покажуваме, ја искажуваме нашата уникатност. Ако погледнете околу вас, се што гледате е направено од креативни луѓе. Значи, некои луѓе кои што мислеле дека можат нешто да направат поинаку. Тоа ни е потребно на сите нас. Креативноста не се мисли само во нешто да нацртаме или да направиме од глина или да напишеме нешто. Креативноста се мисли се однесува и на начинот на кој што се искажуваме себе си, начинот на кој што комуницираме со други луѓе, начинот на кој што секојдневно ги правиме работите, значи начинот низ кој што се движиме во животот. Се е креативност, начинот на кој што готвите. Дали постојано ги правите работите на исти начин, а се прашувате себе си зошто не ви се случува нешто поинаку? Па нормално нема да ви се случи нешто поинаку, ако секогаш го правите истото. Толку едноставно, повторно. Така да, креативноста е една од прекрасните особини, што секој од нас треба да ја развива, меѓутоа креативноста не може да се развива ако не сте љубопитни. Нели? Затоа што љубопитноста, интересот за нови работи прави да бидеме креативни и да ги менуваме нештата во себе, во својот живот, околу нас, околината. Јас бев креативна еден одреден период и ја напишав мојата книга Едноставно јас. Тие што ја прочитале книгата, можеби ќе го препознаат делот од расказот што сакам да ви го прочитам сега. И се вика дали сте за комфор или за развој. Затоа што ако сте во комфорната зона, нема развој. Да, чекай да видиме страна 150. Еден мал дел ќе ви прочитам од расказот. И вика, тоест јас викам, сум напишала, чудата се случуваат доколку верувате во нив. Креативните луѓе веруваат во чудата, знаете. Затоа што креативните луѓе од невозможните работи прават возможни. Од различните работи, комбинација на невозможни различни работи креираат нешто ново. Значи, чудата се случуваат доколку верувате во нив. Но доволно е само да погледнете околу себе, да ја видите и да почувствувате прекрасната креација што ме обкружува и да поверувате дека самото постоење воедно е чудесно. Ние сите сме креација на нешто. Но, каде што ја губиме магијата на животот и поради тоа се плашиме од промени, ние почнуваме да ја бараме сигурност. Цел живот трагаме по некојакво знаење, по дипломи и признанија. Сакаме да го научиме животот, а забораваме дека знаењето не е доволно. Душата бара искуство. Најголемото богатство на еден човек е искуствата кои што ги поминал. А искуствата ги поминува се повеќе искуства имаме ако сме љубопитни. Бидете љубопитни и на тој начин вие исто така ќе ја стимулирате вашата креативност. Тоа може да го правите многу едноставно. Например, овие денови кога се враќате од работа или кога одите некаде, одете по друг пат. Затоа што одејќи по друг пат, вие гледате други работи, се стимулира вашата љубопитност, креативност, па може би ќе сретнете некој што не сте го виделе одамна и ќе слушнете некоја убава вест. Така да, за да бидеме креативни, значи треба да правиме нови работи, затоа што, како што кажав на почеток, ако секогаш истото го правите, секогаш истото ќе го добиете. Па, драги мои луѓе, каква креативна
креативност ќе покажете вие денеска. Затоа што на светот ни требаат креативни луѓе. Посебно овде на нас во Македонија ни требаат креативни луѓе, луѓе кои што размислуваат поразлично, луѓе кои што се отворени за промени, луѓе кои што се љубопитни, кои што сакаат да прават нешто поразлично, затоа што колку повеќе креативни и поразлични луѓе, толку ќе ни биде поубава државата. Океј, се гледаме во некое наредно видео. Чао, чао!